Во Белград две спротивставени групи протестираа за поддршка и против одлуката на Српскиот врховен суд да го рехабилитира командантот на четничкото движење Дража Михајловиќ. Михајловиќ беше осуден на смрт во 1946 година поради соработка со нацистичките окупатори и по 2 дена беше погубен. Српските националисти го нарекуваат херој убиен од политички причини, додека антифашистичките демонстранти сметаат дека тој бил воен злосторник. Во Авганистан 14 лица загинаа во синоќешниот напад на талибанците на популарен хотел во главниот град. Останатите 54 гости на хотелот Кабул Парк Палас биле спасени по завршувањето на неколкучасовната обсада. Меѓу нив имало 45 странци. Мисијата на Обединетите нации во Авганистан соопшти дека нападот се случил додека имало културен настан во хотелот. Според властите меѓу загинатите се 5 авганистанци, 9 странци, меѓу кои 7 мажи и 2 жени. Во Бишкек 5 проруски демонстранти бараат заштита за рускиот јазик. Тие сметаат дека на киргистанскиот јазик не треба му се дава приоритет во земјата пред рускиот. Тие исто така посочија дека рускиот јазик е официјален на Евроазиската унија, во која од неодамна членува и Киргистан. Рускиот е официјален јазик во Киргистан, а околу 12% од популацијата го зборува јазикот. Закон о государственном языке и так. Во Тбилиси грузискиот премиер Иракли Гарибашвили беше домаќин на делегациите на годишната средба на Одборот на Европската банка за реконструкција и развој. Гарибашвили при тоа ги презентираше можностите за инвестирање во земјата на 1500 бизнис лидери од целиот свет и на делегати од повеќе од 60 земји.